повторно ќе актуализираме темата за важноста на менталното здравје, а тоа ќе го направиме на тој начин што ќе објасниме како функционира психолошкото советувалиште, кое што беше отворено пред околу 1 месец од страна на Институтот за јавно здравје. Деталите на оваа тема ќе ги дознаеме во продолжение од директорката на Институтот Марија Андоновска. Добро утро, директор, ќе ви благодарам што се согласивте да го направиме овој разговор, да ја предочиме оваа тема до нашите гледачи. Кажете ни за почеток колку психолози се дел од ова советувалиште и какво е всушност работното време? Благодарам што сте денеска тука, што можеме на некој начин да го промовираме психолошкото советувалиште, кој што, како што споменавте, е неодамно отворено во Институтот за јавно здравје. Видете, Институтот, една од основните негови улоги е да следи целокупната здравствена состојба, а тука неминовно и неизоставен дел од јавното здравје и менталното здравје на луѓето, вклучително и децата и адолесцентите. И едноставно се наметна потреба од сите оние случувања кои што едноставно следат од ден за ден од сето она што ние го гледаме како потреба излезе отварањето на едно вакво советувалиште за деца и адолесценти, каде што не само децата и адолесцентите туку можат да дојдат и нивните родители, нивните наставници, старатели, некој од кој што е вклучен во образовниот процес, некој кој што од повозрастните кој што има допирна точка со детето, така да сите овие луѓе можат да дојдат и да ги користат услугите на ова советувалиште, кое што работи во моментот во една смена од 8 часот до 3 часот и во моментот работат двајца психолози, професионалци кои што секако согласно потребите планираме и одредено проширување во иднина. Ние во моментот разговараме во самото советувалиште каде што се овозможува психолошката помош и подршка за децата и адолесцентите. Дали меѓу оние кои што доаѓаат има жртви на врсничко насилство? Не случајно ова прашање, бидејќи за жал и во последните денови сведочиме на вакви случаи, па дали меѓу децата кои што доаѓаат овде има жртви на булинг и какви трауми тоа може да остави врз нив? Оние кои што ги користат услугите доаѓаат од различни причини, значи може да дојдат поради анксиозност, поради страв, поради одредена недоверба, поради одредена потешкотија во учењето, справување со одредени предизвици, справување со врсниците, но секако може да дојдат и поради одредено врсничко насилство кое што го трпат или кои што практично на некој начин и го прават истите. Има и такви кои што нели доаѓаат како да се справат, како да можат да ја исконтролираат агресијата која што е во моментов присутна кај нив, како да се справат со сето тоа, да го надминат и нели да им се помогне на некој начин. Бидејќи многу е важно раното препознавање и раната помош која што треба да им се пружи на децата, така да апелот е к сите оние кои што имаат било каква потреба, која што една од причините кои што ги наведов или можеби некоја друга причина, не знам, справување со зависноста од социјалните мрежи, одредени игри, која што исто така е присутна. Сето она што им создава било каква налагодност, ние ги охрабруваме да дојдат тука, бидејќи тука е местото каде што ќе им се даде помош, грижа. Ова е едно безбедно место кое што пред се има улога да им помогне и да ги заштити. Дали планирате проширување на оваа услуга во смисла на тоа да се отворат нови термини или можеби услугата да се прошири во градовите надвор од Скопје? Со оглед на тоа дека интересот е голем во моментот, нели како повеќе се дознава за ова советувалиште, така интересот е поголем. Јас морам да кажам дека третманите кои што се даваат овде, советувањето и сето она што го добиваат како услуга корисниците, не е така едноставно пред се и не завршува за 15 минути или половина час. Најмалце што треба е 45 минути разговор, 1 час разговор, некогаш тоа време е и многу подолго, индивидуално зависно од оној кој што е дојден во советувалиштето. Така да времето предвидено за тоа ценам дека е кратко и ние правиме напори да воведеме и втора смена, да ги зголемиме и нашите капацитети, како просторни, така и кадровски, за да можеме да обслужиме практично што повеќе
баратели на помош. И секако апелот е не само овде, туку и во другите градови, унаму каде што има простор за сето ова да се изведе, дали се работи за здравствени домови, болнички установи или центри за јавно здравје, да се адаптираат услови по сите стандарди, како што е тоа во институтот, бидејќи ние гледавме условите кои што ги адаптиравме да не лечат на она класична болница, да ги избегнеме болничкиот стил, туку да ги пратиме сите оние стандарди кои што ќе му возможат на корисниците да се чувствуваат многу побезбедно и попријатно во институцијата. Ви благодарам уште еднаш за одвоеното време. На крајот од ова линковско вклучување ќе сумираме само дека ова е првото државно советувалиште од ваков тип, отворено пред околу 1 месец, а инаку децата и адолесцентите може да дојдат со закажување преку електронскиот систем Мој термин.